Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Каква е разликата помеѓу религиите и духовноста? Религијата може да се дефинира како верување во Бог или богови кои треба да се обожуваат и кои обично се изразува во однесувањето и во обредите, или кој да е друг вид на обожување и верување, кој вклучува и етички код. А духовноста може да се дефинира како лична и реална духовност, која има духовен карактер и се покажува во мислите и животот фокусирани на духовните нешта и духовниот свет, а не на физички или земни нешта. Најчестата заблуда околу религиите е тоа што христијанството се смета плюс уште една религија од сите постоечки во светот: будизмот, хиндуизмот, исламот, конфуцијанизмот и така натаму. За жал, мнозина кои тврдат дека се следбеници на христијанството, навистина практикуваат како христијанството да е религија. За мнозина тоа се собрани правила и обреди што една личност треба да ги држи за да го наследи рајот по смртта. Тоа не е вистинското христијанство. Вистинското христијанство не е религија, како што го представуваат. Туку, тоа е жива и реална поврзаност со живиот и вистинскиот Бог, или прифаќање на Исус Христос дека е Спасител и Месија преку вера. Да, точно е дека христијанството има и обреди, например, крштавањето и Господовата вечера. Да, точно е и тоа дека има и правила на однесување, како што се не убивај, сакајте се едни со други и така натаму. Меѓутоа, овие обреди и правила не се битта на христијанството. Обредите и правилата се резултат на спасението. Кога го прифаќаме спасението преку вера во Исус Христос, нашето крштавање е манифестација на верата. И кога имаме Господова вечера, тоа е сеќавање на Христовата жртва. Исто така, ги следиме и правилата од љубов и благодарност кон Бог за она што го направи за нас. Но заблудата лежи токму во тоа, што мнозина мислат дека што ме наречено религија, тоа автоматски е духовност. И се оди на тоа да се мисли дека се е за добро само што има различности кои треба сепак да се почитуваат. Например, медитацијата и поврзувањето со природата може да изгледа духовно. Или фрлање на крст во вода, тоа може да се смета за духовност, но всушност представува лажна духовност. Вистинската духовност подразбира да се има свет дух, како резултат на прифаќање на спасението во Исус Христос. Вистинската духовност е плод на Светиот Дух. Тоа се љубов, радост, мир, трпение, благост, добрина, верност, кроткост и воздржливост. Сето тоа е запишено во Галатјаните 5 глава. Поврзаноста со Духот го преобразува животот да биде сличен на Христовиот живот и таму владее слободата. За разлика од духовноста, религијата ја заменува вистинската поврзаност со Бог, со обавување на обреди кои стануваат важни. Религиите упатуваат кон некаков духовен свет и свесност дека тој духовен свет постои и дека човекот е одговорен и дека треба нешто да прави. Но вистинската духовност упатува кон нешто, кон некој кој е реален и се базира на Божјото откровение во личноста на Исус Христос. Исус е исполнување на се што се бара од човекот како религиозно битие. Тоа е нашата духовност, пред кого сме одговорни и треба да сме поврзани. Преку тој начин на обожување, христијанството се разликува од сите религии во светот. Тоа е надеж за вечен живот, без да се вложува труд за постигнување на тој живот, бидејќи Исус Христос ни го понуди. Јас дојдов да имаат живот и да го имаат во изобилие.
Јас сум вратата на животот. Кој ќе влезе преку мене, ќе се спаси. Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Потоа, јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. Јас сум светлината на светот. Кој врви по мене нема да оди во темнина, туку ќе имаш светлина во животот. И така натаму. Бог да ве благослови, почитувани. Амин.